Меморијалниот центар на Холокаустот во Скопје денеска со символично палење 6 свеќи во спомен на 6 милиони убиени евреи од нацистите во Втората светска војна. Беше одбележан Јом ха-Шоа, денот на еврејските жртви на Холокаустот и 71 година од востанието на евреите во Варшавското гето. Започнуваме со урбаните вести. Во продолжение погледнете што подготви екипата. Светски ден за безбедност и здравје при работа. Потребни се 9600 квалификувани работници за енергетска ефикасност во градежништвото. Завршени 3 крака од улицата Црногорска. Во Припор се гради нова градинка. Презентација на тема еднаков пристап до здравствените услуги и информации за лица со попреченост. 1 мај меѓународниот ден на трудот, Сојузот на синдикати на Македонија ќе го одбележи со иницијатива за измени и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа. Целта на овие законски измени е да анимираат што повеќе членови кои ќе одат кон активноста да ги обезбедат и осигураат работните места. Томислав Атанасовски. Сојузот на синдикати на Македонија денеска преку пресконференција ја извести јавноста дека ќе побара промени на Законот за безбедност и здравје при работа и тоа на 1 мај, меѓународниот ден на трудот. Сојузот на синдикати на Македонија дава свој придонес во вкупните напори за напредување и подобрување на едно исклучително значајно човеково право, правото на работа во безбедни и здрави услови, кој е клучен фактор за општествен развој и напредок на Македонија и на секоја земја ширум светот. За обезбедување безбедни и сигурни работни места, претседателот Митревски посочи дека покрај представник за безбедност при работа од компанијата во спроведување на сите активности треба да има и претседателот на синдикалната организација. Целта на предложените измени и дополнување на законот е да анимираат што повеќе членови кои ќе одат кон активноста да ги обезбедат и осигураат работните места. Ние направивме огромен напор и исчекор во Република Македонија, посебно иницијатива и на Сојузот на синдикатите на Македонија, каде што, како што знаете, после 20 на години, исто така ова раководство на ССМ заедно со Сдружените синдикати обезбедивме ратификација на рамковната конвенција за безбедност и здравје при работа, што овозможи имплементирање на низа дел на директиви во тој закон за безбедност и здравје при работа, вклучително изголемување на мандатните казни и казните на работодавачите. Ние ја поддржуваме активноста на Министерството за труд и социјална политика. Исто така и од наша страна сметаме дека има простор дополнително да се вклучиме во ваквите активности за доследно почитување на Законот за безбедност и здравје при работа, која ќе му овозможи навистина соодветни и здрави услови за работа. Сојузот на синдикати на Македонија се приклучи кон одбележувањето на Светскиот ден за безбедност и здравје при работа 28 април, при што нагласи дека безбедноста и здравјето на работа на работниците и сигурноста на работните места представуваат основа за обезбедување на сигурноста на работниците за нивниот живот и за екзистенцијата на нивните семејства преку целата година. Сојузот на синдикати на Македонија со конкретна активност одбележувањето на 1 мај ќе го прослави со отпочнување на иницијатива за измени и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа под слоганот за безбедни работни места во 10 часот на плоштадот Македонија. 1 мај во 10 часот на плоштадот Македонија да ни се придружат во делот на одбележувањето на овој празник и во делот на давање на поддршка за реализација на оваа кампања која, како што кажав, е поврзана со 2-3 наши содржини. На тој начин сметам дека дополнително ќе дадеме уште една порака која и во услови на светска и економска криза е насочена кон обезбедување на здрави, стабилни, безбедни и сигурни работни места за работниците во Република Македонија. Митревски потсети на поднесените закони за минималната плата, за мобинг, за европски работнички совети и обезбедување на 3 стратешки столба за сите работници со цел да не може никој да биде отпуштен масовно, да не може да биде намалена платата и да не биде зголемена пензиската граница. Македонија има недостаток од квалификувани градежни работници кои ќе работат според утврдените норми и правила за искористување на обновливите извори на енергија. За остварување на енергетските цели во секторот високоградба, неопходно е да се обучат најмалку од 1500 до 2800 работници годишно.
За енергетска ефикасност во градежниот сектор обука треба да поминат 9600 работници, соопшти денеска Стопанската комора на Македонија, која стартува со втората фаза од проектот Build Up Skills. Компаниите најмногу бараат фасадери, столари, стаклари, електричари, покривачи на кровови, термоизолатори, инсталери, електромонтери и инсталатори на соларна енергија, но тие најчесто постекнувањето знаење во делот на електрична енергија и обновливи извори на енергија заминуваат во странство за поголеми плати. Координаторот на проектот Ирина Мојсовска истакна дека според проекциите за остварување на енергетските цели во секторот високоградба, неопходно е да се обучат најмалку 20% од работниците или 1500 до 2800 годишно. Целта на оваа фаза од оваа иницијатива на ЕУ е да се развијат модули за обука на кадар во градежниот сектор во делот на енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија и практична примена во градби. За таа цел ќе бидат обучени прво тренери, така наречени обучувачи, кои што понатака ќе ги обучуваат градежните работници во Македонија и до крајот на 2015 година ќе се спроведат 5 вида на обуки за градежните работници во градежниот сектор во Македонија. Очекуваните резултати од планираните обуки ќе бидат 200 обучени и сертифицирани обучувачи, тренери кои што ќе бидат насочени за 40 приоритетни занимања на програми подобрување на енергетската ефикасност, 10 обуки, тоа е практична настава на градежните компании, 1000 сертифицирани работници кои имале предходно искуство работно во делот на енергетската ефикасност, кои што истите ќе дополагаат испити во новите модули за признавање на диплома и 50 градежни работници на терен кои ќе бидат обучени за енергетска ефикасност. Менаџерот на проектот Build Up Skills, Јадранка Аризанковска, објасни дека според направените анализи, објектите се најголеми потрошувачи на електрична енергија, додавајќи дека околу 36,13% треба да се намали потрошувачката во објектите, за да се постигнат таргетите што ги има зацртано Македонија во рамки на ЕУ стратегијата. Стратегијата утврдува дека објектите фактички се најголеми потрошувачи на електрична енергија, околу 36,13%, значи треба да се намали таа потрошувачка внатре во објектите, за да може да се постигнат тие таргети кои ги зацртала Македонија во рамки на Европската стратегија. Проектот ќе трае 2 години, 24 месеци, што значи после 24 месеци готови модули, значи готови тренинг обуки ќе бидат на располагање на институциите кои понатаму може во секторот на неформално образование да ги спроведуваат. Значи понатаму да продолжи едукацијата на градежни работници. Според Марија Петровска од Стопанската комора, во Македонија законската регулатива за енергетски ефикасни згради е веќе заокружена. Во догледно време секој објект, особено оние за домување, ќе мора да имаат пасош како доказ дека се енергетски ефикасни. Така ќе можат и да се продаваат, потенцира Петровска и изрази убедување дека градежните фирми ќе направат напор за максимална обука на своите работници, но и за нивно задржување со повисоки плати. Втората фаза од Build Up Skills предвидува до 2015 година да се спроведат 5 типа обуки во градежниот сектор: обвивка на згради, застаклување, кров, електрична инсталација, грејење, вентилација и ладење. Најпрво ќе се обучуваат тренери кои потоа своето знаење ќе им го пренесат на работниците. Проектот го иницира Европската унија и ќе трае 2 години. Од регионот ја го имплементираат само Македонија и Хрватска. При крај се градежните работи за поплачување со павер елементи на трите крака на улицата Црногорска во Ѓурче Петров со вкупна должина од 230 метри. Предходно, како што појаснија од општината, на 2 крака е поставена нова канализацијска мрежа, а заменета е и дотраината водоводна мрежа во должина од 250 метри. Забрзано се работи на кракот кон улицата Радушка, каде што се готови тротоарите, а во завршна фаза е подлогата за асфалтирање.
Со овој градежен зафат од улицата Црногорска вкупно ќе се обнова 650 метри, а улицата ќе се прошири според условите на теренот до ширина од 5,5 метри. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Сокол Митровски истакна дека оваа комуникација е особено значајна за граѓаните на општина Ѓорче Петров, затоа што ги поврзува со значајните инфраструктурни објекти, меѓутоа поврзува и со излезната комуникација кон коридорот 8 и коридорот 10, со што граѓаните побезбедно ќе комуницираат од општина Ѓорче Петров кон Тетово, Гостивар и обиколницата, која е значаен дел од инфраструктурните објекти во општината. По должина на реконструираните делници ќе се уредат тротоари, а ќе биде поставено и ново осветлување. Реконструкцијата на улицата Црногорска е заеднички проект на општина Ѓорче Петров и град Скопје, кои партиципираат со по 2,3 милиони денари. Градежните работи ги изведуваат градежниците од фабриката Карпош АД Скопје. За 4 месеци да биде готова новата градинка во населба Припор, прва во овој дел од општината, информираната од општина Киселавода. Од таму додаваат дека екипите на изведувачот Incom Engineering интензивно работат на реконструкцијата и адаптацијата на двете постојни простории и на изградбата на нов дел во подрачното основно училиште Круме Кепески, во кој треба да функционира градинката. По завршувањето на изградбата комплетно ќе се реконструира дотреениот покрив на училиштето, со тоа ќе бидат надминати проблемите со протекување и ќе се стави енергетски ефикасна фасада. Отворањето градинка е едно од најголемите барања на родителите од Припор, кои своите деца ги носат во градинките во централниот дел на Киселавода. Сдруженијето за помош и поддршка на лица со Даунов синдром Трисомија 21 денеска одржа презентација на тема еднаков пристап до здравствени услуги и информации за лица со попреченост, на која стана збор за заклучоците од конференцијата на тема еднаков пристап до здравствените услуги. Лицата со Даунов синдром треба поактивно да бидат вклучени во здравствениот систем, во процесот на консултирање при прегледите, кој најчесто се одвива преку нивните родители или старатели. Потребни се одредени услуги, опрема и лекови за тие лица, како и поедноставни бирократски процедури во доаѓање до некои услуги кои им се загарантирани со закон. Ова денеска го истакна Росица Колева, член на Сдруженијето за помош и поддршка на лица со Даунов синдром Трисомија 21, која рече дека за стандардните операции, како што е она на АВ канал која е типична кај лица со Даунов синдром, тие се уште се испраќаат во странство. Потенцира дека има одредени антикоагуланси кои ги нема и треба да ги нарачуваат од странство. Марија Матовска од невладината организација Хера рече дека недостига прирачник материјал кој едно лице со Даунов синдром или со некоја друга интелектуална попреченост ќе го прочита и ќе се информира за својата состојба и за своите права. Даунов синдром е состојба хромозомопатија, која се јавува како резултат на неделење на хромозомите на процесот на клеточна делба. Тие луѓе имаат 47 наместо 46 хромозоми во клетките и како резултат на тоа имаат одредени физички карактеристики специфични за нив, интелектуална попреченост од различен степен и придружни здравствени проблеми, проблеми со срцето, тироидна жлезда, рана појава на Алцхеймерова болест и така натаму. Дауновиот синдром се јавува кај едно од 800 до 1000 живородени деца. Ракометарите на Вардар и Металург ги завршија настапите во Лигата на шампионите во четвртфиналето. Цибуна ја победи Цедевита со 72-59 и за прв пат стана шампион на Јадранската АБА лига. За овие останатите вести од спортот по рекламите.